Здраво на сите, започнуваме со третото издание или ако сакате третата аудиција од талент шоуто Заблескај. Од денеска имаме мали промени. Знаете дека во првите две изданија на нашето шоу преслушувавме по 10 кандидати кои што ги испратиле своите видеа. Од денеска, поради огромна заинтересираност од ваша страна и секако поради големиот број на видеа кои што ни ги спраќате, решивме таа бројка да зголемиме на 13 кандидати. Секако, тоа ќе влијае и на изборот на полуфиналисти. Како минимална бројка на полуфиналисти ни е поставена 12 луѓе или 12 изведувачи, но таа бројка може да се промени доколку нели во иднина ни пристигнат и други квалитетни видеа од вашите изведби. Како ќе се одвиваат работите, ќе мора да ги следите сите останати изданија од Заблеска или следните аудиции и да дознаете кои се ќе успеат да се пласираат во полуфинале, па потоа и во финалето. Сега, да не должа многу, време е да го запознаеме и третото стручно жири од серијалот Заблеска. Започнуваме. Во третото издание на Заблеска и гости или стручно жири, ако сакате, Бојана Скендеровски и Николче Мицевски. Бојана, ќе почнеме од тебе, од дамата, како Благодарам. Супер сум, едве чекам да ги слушнам кандидатите и драго ми е што овој пат повеќе сте ставиле кандидати, да имаме повеќе музика за слушање. Беа по 10 доминатот изданија на Заблеска, од денеска па натаму поради голема заинтересираност и многу квалитетни кандидати, речевме по 13. Да ви представиме. Николче, како си ти бе? Одличен сум. Одличен? Да, благодарам за поканата. И посакувам многу успех на самото шоу и на сите кандидати кои учествуваат. Ти благодарам. Знаете дека на вас паѓа најтешката задача, на крајот ќе треба да Секогаш е така. Да. Јасно ми е се. Ама тоа е. Ама сега најдобриот треба да помине понатам. Така е. Првиот кандидат, Вера Петкова, 19 години, по потекло од Битола, но живее во Крива Паланка. Има повеќе музички идоли, а за свој музики смета Адел и Лејди Гага. Свири пијано од својата 6-та година, пее од основно училиште, а нешто подосна почнува да се занимава и со свирење гитара. Нејзини очекувања од Заблеска и се првично критики за подобрување и рекогниција за напредок. This city is airtight, suffocating lonely in the crowds. I'm surrounded by these screens and dead lights, screaming in a space to throw them out. I fell down so low, got nowhere to go, but I know you wait for me. You wait for me, so far out of sight, stepped into the light, but I know you wait for me, 'cause I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. Yeah, I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taking time to realize, 'cause I'm coming home, I'm coming back down tonight. Прво многу ми се допаѓа кога ќе видам девојка да свири на гитара и да И мене. пее. Значи, затоа што никогаш во животот не научев да свирам ниту еден инструмент. Срамота за мене. Не, само Да, не е касно, ама немам време. Значи, преубаво одсвирано, преубаво одпеано, има некоја енергија девојката, се гледа дека ужива во ова што го прави. Удобно и е во тоа што го пее, така да мене ми се допаѓа, мислам, Вера, како за старт, добро. супер почнуваме одлично. Така е. Одлична, Вера одлична. Супер избор на песна си одбрала според низините гласовни можности. Одлична изведба, позитивна енергија Да. и Да, знае да јасно. го донеси тоа што го пее. Супер. Следна ни е Катерина Богдановска, има 15 години. Не, прочитав тука хамбургер, бе, таа песната е Let's Go Home Нема ти Together. се јаде изгледа. Почна да ми се јаде. Од Дела Хендерсон. Да, слушаме Катерина Богдановска. Ајде. Катерина живее во Скопје, а нејзини омилени пејачки се Тамара Тодевска и Адел. 3 години активно го посетува училишниот хор, а паралелно изучува и странски јазици. После учеството во Заблеска очекува почеток на нејзината музичка кариера и соработки со различни музички ѕвезди. Never have given you a second look, but I like the way you don't give a damn. You seem like someone I could pick a fight with and dance all night with. Maybe you like me the way I am. Even though you got bad tattoos and smell like booze, I'm into you. Even though you got an attitude, baby, I'm in love.
I've said a little too much, I'm a little bit drunk. Feels like I know you so well. You could be everything that I've been missing. I'm coming out of my shell, and I never do that. How did you do that? It's like I've known you my whole life. So what, we're a little drunk. Let's go home together. Ајде, Николче, почни сега. Се гледа дека Катерина е талентирана. Меѓутоа мислам дека не направила вистински избор на песната, затоа што оваа песна е прилично захтевна, има распон некаде околу 2 октави колку што успеав да слушнам и мислам дека можеби да одбереше некоја песна каде што уште повеќе можеше да се истакне, би било подобро. Во секој случај е талентирана, контролира, музикална е. Да, и посакувам многу млада, 15. многу млада години, и може да работи. се искуство и ќе работи и се надам дека ќе се надогради. Истото мислење го делам и јас, се гледа дека девојката има нешто во неа, дека знае да го контролира гласот, интересни се тие фалсетите што ги пее горе, ама искрено им препорачувам на сите кандидати да одбираат повпечатливи песни. Океј, јас го разбирам трендот и сега е ова модерно и ама ова се песни кои што насуво, нели, во наводници треба нив да ги представат, нели? Така е, значи тешко се отпејуваат, тие се снимани во студио и така натаму. Нека одбираат малку повпечатливи песни каде што ќе може да се изразат себе си. Да, и Инак- ова е и најтежок начин Така е. каде што пее без матрица. Значи најпрофесионални пејачи Да. тешко Не им може да да ја испеат донесат без песната, без да. матрица. Така да. Девојката е талентирана, но мислам дека има направено според мене погрешен избор на песна за вакво представување. А следна ни е Евгенија Јованова, 19 години, доаѓа од Виница. А во рамки на Заблеска се представи со својата авторска песна која е снимена на англиски јазик. Незини музички идоли се Ед Ширан, Елена Ристевска и Каролина Гочева. Музиката е незино хоби уште од мали нозе и секое слободно време го користи за да пее и свири на гитара и клавир. What have we become? We turn into monsters, looking every moment. When we feel souls, when we feel ways to break golden hearts. Oh, is there a list? How lead a hopeless, hopeless malice from building stone heart. Талентирана, добро пее, не докрај ги контролира одредени делови од регистарот на незиниот глас, меѓутоа е многу солидна. Талентирана дефинитивно, музикална е, нема тука осцилации и така натаму. Пак ќе кажам да се внимава при изборот на песни. Убаво е што сакала да се представи со своја песна, но Ние ќе го сватиме како храброст. Следна кандидатка ни е Викторија Коцева, 21 година и доаѓа од Радовиш. Со музика се занимава извесен период и свири гитара. Очекува дружба и позитивна енергија во Заблескај. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what it's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning, then I step outside and I take a deep breath and I get it real high and I scream for the top of my lungs, what's going on? And then I said, hey, I said, hey, what's going on? And then I said, I said, hey, what's going on? една работа што многу ми се допаѓа кај Викторија е тоа што оваа изведбата не пробува да ја копира од Four Non Blondes, туку си има некоја своја оригиналност, без разлика дали некаде малку беше несигурна интонацијски, тоа не е ни важно. Се случува и на многу поискусни пејачи. Ми се допаѓа што не пробувала да имитира, не копира, туку има некој свој израз што е оригинално и е многу важно за еден човек, односно за една личност кој што сака
сака да стане пејач или пејачка. И посакувам секогаш сите песни да ги пее со ваква енергија позитивна и вака да ги доживува како што ја доживува оваа песна, без разлика на некои несигурности, затоа што и самата песна само по себе е технички доста тешка за изведба и за контролирање на гласот, како да е супер талентирана. Одиме понатаму. Матеј Костовски, дали ова првото момче за денеска? 23 години и ќе ни се представи со Stargazing од Кајго. Матеј доаѓа од Скопје и е студент на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Паралелно работи и како манекен и е дел од модната агенција Model Scene. Музиката е длабоко врежана во корените во неговото семејство и сите се музички талентирани. Матеј бил дел од хорот на Златното славече, а негови музички идоли се Бруно Марс и Пинк. You're saying it's hopeless, that I should hopeless. Heaven can help us, or maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us? Let's see and decide. We've been meteoric even before this. Burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. Let's see and decide. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. Интересна боја на глас, убава изведба, тешка песна. Некако сите денес одбираат тешки песни и тоа им создава одредени потешкоти за контролирање на гласот, меѓутоа тоа е тоа, берат искуство, ќе се надоградуваат, ќе се развиваат, во секој случај е огромен потенцијал. Супер експресија на лицето, што мене ми дава како гледач да му верувам во тоа што го пее, затоа што многу е важно да биде, нели, искрено со емоција за да знам дека тоа што го пее го чувствува. А следна! Зашто ве викам секој што сам да најавам некој? Симона Саздовска, 16 години. Хајде онда ништо од Тијана Богичевиќ. Хајде онда ништа. Хајде онда ништа, а ја што Како да е? Па као македонец у ништи. Така да. Симона има 16 години и живее во Велес. Има многу музички идоли. А кога би требала да издвои некој од македонската музичка сцена, тоа дефинитивно би биле Тоше Проески, Елена Ристевска и Тамара Тодевска. Пресрекна е што конечно има шанса да покаже како знае да пее во Заблеска и искрено се надева дека ќе успее да влезе во полуфинале. Ако не иде нам да смо пар, ако не иде нам да смо тајна бар, веруј ми да остае нам само една ствар. Хајде онда ништа да не будемо, хајде онда ништа да не делимо. Јас све више твоја дан по дан, а ти све више стран, ти среќен ниси. Sa tobom klizim na dno, ma hajde ipak ništa da ne budemo, da ne budemo. Вашето мислење, драго жири? Има убава боја на глас, се гледа дека има желба, е талентирана, ама треба да поработи малку повеќе на интонација, малку на така, на контролирање на својот глас. И премногу енергија ми тоа се гледа. Дури повеќе од тоа што треба за оваа песна, така. Да, само да не заборава да слуша, значи да ја слуша музиката, да не се изгубиш од желбата и да не изгориш од желбата. Кога ќе нели, музика, сцена, луѓе, замислете кога ќе треба да се застане пред луѓе, пред сцена, пред публика, треба да знаеш да го контролираш тоа и музиката да ја слушаш. Е тука малку Симона се подизгуби во интонацијски малку се. Ама ќе се срети. Млада е. Веројатно Тоа се работи кои што се учат. Марија Данилова, 19 години, Awful Weather, авторска песна. Ајде уште една авторска слушаме денеска. Марија има 19 години и живее во Виница. Нејзини музички идоли од кај нас се Елена Ристевска, Каролина Гочева и Александра Јанева.
Со музика се занимава уште од мали нозе и досега има учествувано на неколку музички надпревари, како во Македонија, така и надвор од неа. Свири на гитара, а од неодамна почнала да свири и укулеле. Искрено се надева дека ќе победи во Заблеска и ќе го оствари својот сон да сними дует со Елена Ристевска. Nobody can change anything alone. Living in a lie, trapped with the phone. I keep on wishing the hatred is gone. That evil people are sitting on the throne. People still don't see the truth. Day by day we're losing you. So why don't we work together to chase away the awful weather? Убаво звучи, она убаво си ја пее, се гледа дека си ја напишала за себе си, Марија. 19 години, да, па млада е уште. Мислам дека сигурно е Николче по-компетентен од мене за во тој дел, нели, композиторски. Убава боја на гласот, некоја убава фина енергија, мене ми се допадна. Да, си има некој свој стил, интересно. Се гледа дека е талентирана и за компонирање, направила многу солидна песна за годините што ги има, така да има можност уште многу да се развива и е голем потенцијал. Супер. Браво за Марија. Продолжуваме ние понатаму. Никола Симоновски. Никола има 19 години. Живее во Скопје и е студент. Има огромна желба да се занимава со музика за која вели дека е бесконечна експресија која го менува светот на подобро. Среќен е што има можност да учествува во надпревар од ваков тип, а негови идоли од домашната музичка сцена се Лозано, Тамара Тодевска, Тоше Проески, Каролина Гочева и така натаму. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and started through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Браво, значи браво, најбраво на целиот свет. Прво за изборот на песната, второ за интонацијата која што не мрдна во целово негово излагање. Трето шармот што го има во себе, сигурен е во тоа, сака да ја освои публиката, се гледа. Мислам, нека за на сцената. Да. Мислам, одлично, мене ми е ова што го видов прекрасно. Одлична изведба, убава боја на глас и ако е млад и е уште во фаза на мутирање да, особено кај машките. Така. Полна боја, убава. Дури се гледа дека има и сценска изведба, знае со камерата. А замисли ова е во соба. Замисли ова е во соба. И плюс тоа пееше без матрица, што е најтешкиот начин и не мрдна од интонацијата. Браво, одлично. Браво за Никола. Продолжуваме понатаму. Ќе го пратиме истиот тренд, што значи следуваат уште профи кандидати, а една од тие и Елена Чаракчиева, 21 година. Кери од Европ е незиниот избор, што збориш, профи? Елена има 21 година и е од Радовиш. Студира на стоматолошкиот факултет во Штип, а музиката и е хоби. Заблеска и како музички проекти оставил впечаток затоа што нуди прилика и можност да се покаже нечи талент. Музички идоли и се Тоше Проески, Каролина Гочева, Джеси Джей, Джастин Тимберлейк. When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before, in every time, in every season. God knows I've tried, so please don't ask
for more. Can't you see it in my eyes? This might be our last goodbye. Carry. Things they change, my friend. Whoa, carry. Maybe we'll meet again somewhere again. Елена Чаракчиева, браво Зелена. Браво. Супер беше, но тоа ќе треба сега да го потврди и жирито или пак да го негира. Супер. Елена покажа една зрелост која е многу вака позрела за годините што ги има. Контрола на гласот, на одлично вибрато, технички. Пееше во природа без матрица, без никаква придужба, најтешко, меѓутоа испеа многу зрело, би рекол, и одлично, и посакувам многу успех. Прво, сакам да ја пофалам што била креативна и што застанала на таква позадина, значи да имаме видео убаво да видиме, шарено убаво природа. Второ, девојкава, значи, растори. Мене ова што го видов со со сите украси, со бојата на гласот, со емоцијата, со изборот на песната, се гледа дека е млада девојка, а одбрала песна која што е нели од наше време малку постара, значи слуша убава музика, слуша она што е добро. И искреност, навистина е тешка задача. Ако треба само еден кандидат, ја навистина не би знаела како да одберам. А може Еве тројца? сега имам два ултра мега фаворити. У моментов. А не сум имаме уште слушнала. четворица. Да. Леле. Пред крајот сме некаде, ќе ги дознаеме финалистот за кратко, но прво, Марта Митовска 23 години, да е туга снег од Дино Мерлин. Марта доаѓа од Скопје и е студент на Филозофскиот факултет за специјална едукација и рехабилитација. Истовремено се занимава и со музика и се надева дека оваа нејзина голема љубов ќе прерасне во нешто поголемо и попрофесионално. Da si našla sklonište, kućicu i uporište života svoga. Da je tuga snijem, da se roju prav topi. Moja vinkija konačno, kad oči zatvorim, da se ne Вашето мислење? Талентирана, солидна, има можност за надоградба, за вака да созрее уште повеќе технички со својот глас, во секој случај има материјал. Да, јас не видов нешто бегање од интонација, немаше лоши моменти, можеби малку ми фалеше повеќе енергија. Така ли? Да, можеби не искуството, да. Технички некои украси, инаку убаво, како атмосфера убаво. Одлично. Кристина Неделкова, 22 години, I put a spell on you од Ени Ленокс. Кристина доаѓа од Велес, а има 22 години. Студент е на Финки, а нејзини очекувања од музичкото талент шоу заблескај се искрени мислења и коментари од стручното жири. Музички идоли пак на Кристина и се Ариана Гранде и Кристина Агилера.
Бојана? Прекрасно. Значи, малку технички са видеото не и беше убаво снимано, Да, нејзиниот послабо глас, се- да, послаб квалитет, ама се гледа дека девојката располага со раскошен талент, особено и за изборот на песната Браво, затоа што оваа песна, бога ми, треба да имаш онака храброст за да ја пееш и да ја доживееш и да ја изнесеш. Мене ова многу ми се допадна. Браво, Кристина. Браво за Кристина и за Кухонецот. Да, исто. Што ги покажа. Истото мислење го делам Не со боја. препишувај од мене. Леле, да. А Нешто неговиот се език го моја. крие, не покажува таму. Не, види, се Моје. договоривме пред да влеземе. Исто ќе мислиме, нема многу да кажеш овака. Исто ќе мислиме, тоа ја што ќе кажам. Предпоследна, Теодора Матеска, 17 години, есен во мене од Елена Ристевска или есен у мени од Плави оркестар се шал. Или од како Кој бе? беше бе тај есен у мени тугуе? Есен у Не, мене баш. парни ваѓа. Теодора има 17 години, живее во Гостивар и оди во средно училиште. Уште од мали нозе ја сака музиката, на 7 години се запишала во нижно музичко училиште, а свири и пијано. Паралелно се занимава и со глума и искрено се надева дека ќе се оствари сонот да сними дует со својата омилена пејачка Елена Ристевска. Есен во мене, а ти каде си? Никој веќе не ми верува кога за тебе зборам и лажно се смеам на глас. Штета што на сама себе си трошам повеќе време за се да не изгубам. Лист по лист, ден за ден, ветер благ на прозорец. Лист по лист, ден за ден, жолто море, нигде брег. Есен во мене, чекам, а знам, со друга си ти, а сепак си сам. Супер, ми се допаѓа изборот на песната, една од моите омилени од македонските сцени, песни, на македонската сцена, сакав да кажам. Супер, се гледа дека се потрудила и да научи да ја свири, што во исто време го правеше и не ни малку лесно. Одлично. Преубаво. Прв пат гледаме сега девојка да се прати со нели на пијано. Нели плюс тоа учи нели нижо музичко. И ја погодила и атмосферата и бојата. Мислев дека ќе пробува да биде како Елена Ристевска, нели скроз во интерпретацијата, ама има нешто свој оригинално што е многу важно. Убаво, многу убаво. А, последен, но не и помалку важен. Александар Тодоровски, 23 години, би се викал те сакам од нокаут е неговиот избор. Александар е 23 годишен студент кој живее во Штип. Студира на Музичката академија УГД Штип. Активно со настапи во живо се занимава веќе 7 години, а неговите очекувања се следни: победа и дует со Елена Ристевска. Во оној мој тажен, последен крај, посакувам да останам за секогаш сам, но долго бев осамен во мрак, чувствував потреба за живот јас и не бев ни свесен, се случи за миг, се појави ти. Но се плашам да не бидеш ти како неа и ти да ме оставиш. О, дај ми знај и свое име би сменил и би се викал те сакам, за барем еднаш да те видам, само да те слушнам како ме довикуваш ти. Браво за изборот на песната. И многу беше онака шмекерски, веројатно девојките ќе полудат, затоа што го имаше тој момент во него. Шармерски. Стекнал со настапите во живо, прочитав дека има веќе Тоа искуство. не знам, тоа Иначе, него. Браво. Студент на Музичка академија во Браво. Штип.
Се гледа И- дека има искуство. Многу ми се допадна и навистина е проклето тешко сега да одбереме еден човек, не е ферски. Вие си зголемувате кандидати, а ние не зголемуваме бројка на избрани кандидати. Се гледа дека има искуство позади себе, музичко искуство, зреле, има одлична изведба, одлична боја на гласот, огромен потенцијал. Бојана и Николче ќе мора да го изберат оној фамозен еден полуфиналист кој што го бираме денеска, но морам да споделам со вас дека публиката, вие драг публикуме, ќе ни помогнете да ги одлучиме и останатите, да ги одбереме останатите полуфиналисти, затоа гласете на страната на Инстаграм под видеата на вашите фаворити. А сега, Николче, Бојана, фаќате се за работа и споделете со нас кој е. Тешко беше, многу беше тешко, претешко беше и не е фер што има само еден да се одбере кандидат и немој да не мразите. Стварно сте се Не, вратале апсолутно не е тоа за мразење, за сакање. Да, дефинитивно се мислевме помеѓу двајца, јас се мислев помеѓу двајца кандидати, помеѓу Никола Симоновски и Елена Чаракчиева. Извинете, знам дека само еден мора, нека биде Никола Симоновски. Мојот фаворит. Твојот фаворит, Николче? Он зелен. Само ќе почнем. Па видете, фака сите се Или ако кажам друг кандидат, ќе треба до вечер да се расправам. Не. Шала на страна. И јас сите ми оставија впечаток како и пред малку што кажав, најповеќе од топ 3 би ги извел Вера Петкова, Никола Симоновски и Елена Чаракчиева. Значи, и помеѓу тие трите, еве, кој да помине понатам, кој да го избериме, нема да сгрешиме. Или ќе сгрешиме, нели? Да, ќе покаже... Секој подеднако според мене заслужува. Ќе се сложам со Бојана. Овај пат ќе му дадеме предност и ќе го избереме Никола Симоновски. Така. И кој Честито, вака и сценски, би рекол комплетно, со сценската изведа, со самоувереноста, контактот со камера, утре други дени со публика, дај Господ, контролирањето на гласот, на мелодиската линија, на сите тие технички карактеристики, еве, го избираме Никола Симоновски. Николче, бато, честито. Нека исто викаме. Да, Никола, си знаеш за да не дојде забуна. Се гледаме во полуфинале, до Таму тогаш продолжи посакуваме да многу пееш. среќа, да вежба, да работи на себе, да смисли добар настап. Така И е. се надевам дека им посакувам среќа на сите овие останати учесници, дека нели имаат уште шанса со гласање на Така е. публика или како да е, дека ќе се вратат во напреварање. Драга публико, слушнавте кој е победникот за денеска. Благодарение на Бојана и на Николче. И фала ви што одвоивте време да бидете дел од Заблескај и што се пуштивте нели во оваа неблагодарна работа за вас да одберете само еден Така од е. толку многу добри кандидати. Не заборавајте, вие сега ќе можете понатаму да ни помогнете во изборот и на останатите полуфиналисти. 6 ги бира жирито, 6 ги бираме со ваша помош, нели? Затоа гласете на Инстаграм страната на Убавина и здравје под видеото на вашиот фаворит. На крај тоа, може да ве пуштам да си одите дома, секако да им се заблагодарам за медиумската поддршка на Убавина и здравје, секако на нашите пријатели за освежување Франк и секако Орбит, кој што сега ќе им дадам на моите гости, чисто за освежување да не речат овој Марче, не го бива за Не, домаќин. сега ќе ни дадеш Повелете. по нешто Бива. жестоко, пошто стварно беше тешко и сега јас сум под стрес. Ајде, стануваме. Се гледа. Да. Ајде, гаси, види, одим одмah што треба да се земе. Ајде, чао.